ќе зборувам за најважната работа што можете да ја имате во вашиот бизнис. Обидете се да погодите за што станува збор. Дали е тоа профитот? Очигледно е дека бизнисот не може да биде одржлив доколку не остварува профит. Но дефинитивно тоа не е најважната работа. Мали, средни и големи бизниси остваруваат профит, но како резултат на тоа често страдаат вработените во тие бизниси, животната околина, а понекогаш и државната каса. Високо квалификуван кадар? Дали можеби тоа е неопходната состојка за успех во бизнисот? Секако дека е важно да имате луѓе кои си ја познаваат работата. Но што ако тие не се доволно мотивирани? Тоа ќе влијае на квалитетот на услугата или производот и консеквентно ќе значи намалување на профитот. Значи бараме нешто поважно од тоа. Ајде да се обидеме со уште еден одговор. Дали најважната работа е потрошувачот? Во денешната модерна бизнис литература потрошувачот се става во центар, што е сосема оправдана логика. Потрошувачот е оној на кој бизнисот му служи. Но доколку бизнисот не ја поседува вистинската состојка, ништо од горе наведеното нема да функционира правилно и бизнисот нема да може да генерира постојан одржлив развој. Најважното нешто што можете да го имате во вашиот бизнис, слушајте ме внимателно, се добрите вредности. Да, добро ме слушнавте. Добри вредности. Дозволете ми да отворам тема за размислување преку еден пример. Но пред тоа, збор 2 за вредност. Вредноста е нешто што мислите дека е поважно од се останато и ги вклучува човечките принципи и стандарди на однесување. Далеку поважно од профитот, од квалификуваните кадри и поважно од самиот потрошувач. Тоа што го сметаме за вредно треба да биде константа и да се стремиме кон тоа без разлика на околностите и нашите чувства. А кога сме кај чувствата, еве еден едноставен пример за конфликтот помеѓу чувствата и вредностите. Скоро сите луѓе чувствуваат потреба да јадат брза, нездрава храна. Проблемот е доколку често јадеме таков вид на храна, ќе се здобиеме со прекумерна тежина и ќе си го нарушиме здравието. Што е тоа што ги спречува луѓето често да јадат брза, нездрава храна? Одговорот лежи во вредностите кои сме ги присвоиле. Вредноста на добро здравје и добар изглед. Тука можеме да ја согледаме борбата која се одвива во нас. Борбата помеѓу чувството да се јаде нездрава храна и вредноста да се биде здрав и да се изгледа добро. Еве уште еден пример. Ајде да кажеме дека сте собственик на бизнис и имате тројца вработени кои земаат плата од 15.000 денари. Вашиот профит, стабилност на бизнисот ви дозволува да им исплатите нето плата од 25.000 денари. Пресметките покажуваат дека дури и да ги исплаќате овие повисоки плати, вашиот бизнис се уште ќе може да остварува доволно голем профит за реинвестирање и доволна награда за вашиот предприемачки ризик. Верувам дека инстинктивно чувствувате дека треба да задржите поголем профит за себе. Но доколку се водите од добри вредности, во овој случај вреднување на човекот и неговиот труд, вие би исплатиле повисоки плати. Што мислите? Што ќе се случи ако повеќето луѓе во бизнес заедницата во Македонија се водени од вредности?